утро. Со еден срдечен, петочен поздрав ве поздравувам и ова утро во 265-тото утро во оваа година. Сакам да верувам дека и вие, како и јас, се разбудивте наспани ова утро. Доколку не се донаспавте, еве добрата вест е дека утре е сабота, па после сабота следува недела, па ќе можеме во текот на предстојните 2 денови да надокнадиме по некој час повеќе доколку сме си скратиле од сонот во работната седмица, но како и да е, тенденција е на секој свесен човек да легнува порано за да може што поквалитетно да се наспие и да биде што поспремен во новиот ден, да биде полн со енергија и да одговори на предизвиците и на сите нешта кои се очекуваат од него. А од нас ова утро се очекува дека цели 3 часа ќе бидеме поврзани заедно, ќе ви понудиме интересни, содржини, актуелни, можеби не толку многу позитивни и ведри, бидејќи секојдневието не ни е баш многу за фалење, но какво е такво е, наше е да следиме што се случува во земјава, па и надвор од земјава, да коментираме, да укажуваме и да се трудиме да ги поправаме недостатоците за да создадеме свет подобар за сите нас за живење. Денеска, 22 септември, се вбројува во деновите како ден, светски ден без автомобили. Во светот се подига свесноста и убаво ќе беше да можев и јас па и моите колеги овде во Алфа телевизија да дојдеме без автомобил, но за жал локацијата на Алфа телевизија некако не ни дозволува да стасаме пешки, ниту пак да стасаме на некаков друг алтернативен начин. За жал, ние бевме принудени да дојдеме да допатуваме со автомобили, но верувам дека откако ќе завршат нашите обврски, ќе се потрудиме да направиме некој чекор плюс ем за наше здравје, ем за да го олабавиме, да го ослободиме сообраќајот и да покажеме дека можеме ние некои нешта да ги завршиме и со пешачење и со движење. Значи, во еколошкиот календар 22 септември е запишан како светски ден без автомобилите. Автомобилите, како што знаеме, се најголемите загадувачи на воздухот, тие испуштаат чад кој е многу штетен за здравјето на луѓето и за целата природа. И за да се заштити околината од штетните издувни гасови што ги испуштаат автомобилите, кои големата бучава која тие ја создаваат во текот на целиот ден па и ноќта, сите треба да го избегнуваме превозот со нив барем во некои денови од годината. И како дел од Европската недела на мобилност, ширум светот се одбележува светскиот ден без автомобили и овој ден има цел да ја подигне свесноста кај возрастните за зачувување на чиста, здрава и зелена животна средина, како и применување на еколошки транспортни решенија, јавен превоз, пешачење, велосипедизам и други некои средства. Одбележувањето на овој ден треба да ги поттикне граѓаните да замислат еден поинаков град, една поинаква средина која ќе биде во функција на луѓето, а не на автомобилите. Во многу европски метрополи велосипедите на вистина се возат, би рекла повеќе од 50%. За жал тоа не е слика и во нашиот главен град, но да се надеваме дека ќе ја подигаме свесноста колку што е возможно повеќе, а и дека и климатските услови ќе ни дозволат што повеќе денови во годината да бидеме на велосипед, наместо да бидеме зависни од автомобилите. Ем ќе заштедиме на гориво, ем ќе направиме бенефит и за нашето здравје, ама и за средината во која живееме. 6 часот и 28 минути, еве, ака ќе кажеме накратко какво време не очекува денеска. Имаме прилично стабилно време, степените ќе се движат до 33-тиот степен, значи добро време со мала облачност, сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер, а во западните делови од земјата ќе имаме повремено засилен ветер од западен правец, во Скопје стабилно, сончево и топло време со мала облачност и слаб до умерен југоисточен ветер. Еве гледате и на графиконот, такво време со мали некакви промени не очекува и во текот на викендот, но добрата вест е дека температурите остануваат високи и добра прилика за сите оние кои што планираат некаде надвор од градот да го поминат овој септември, кој што некако го дотрошуваме, но за среќа го дотрошуваме со стабилни и високи температури, а сите пак кои што нема да можат да заминат некаде на викенд, за нив е добра прилика да си направат ајвар, зимница, што и да е, бидејќи и за тоа е неопходно добро и стабилно време. Би кажала избор два околу сценариото денеска.
Темите ни се 3+1 во петоците, значи трите теми се отворени во првиот дел, додека после 9 часот имате минути за слободна тема, што значи размислувајте после 9 часот за што би говореле, а не е ставено на дневен ред. Од темите кои денеска ги ставивме на дневен ред би ги издвоила следниве. Како прва, Уставен ја зацементира Северна пред Македонија и отфрлени се сите иницијативи. Тоа беше вчерашна дефинитивна информација на Уставниот суд. Втората тема е ВМРО ДПМН очекува победа на следните избори со 61 пратеник. И третата тема е посветена на денешниот ден, еколошкиот ден, светскиот ден на без автомобилите, на кое ниво ни е сообраќајната култура. Верувам дека и тука имате што да кажете со оглед на тоа дека навистина не можеме да се пофалиме дека имаме некоја голема сообраќајна култура, дека сме нервозни во сообраќај, дека не внимаваме на пешаците, дека не внимаваме на велосипедите, на мотоциклистите и така натаму, и дека навистина има еден голем дел од главните сообраќајници каде што не се почитуваат правилата или каде што не работат семафорите. Вака јас можам да констатирам дека веќе со денови, ако не и со недели, се исклучени семафорите кога ние доаѓаме на Алфа телевизија, на раскрсницата кај Момин поток, кога се спуштаме од Кале, таа раскрсница, семафорите на таа раскрсница не работат веќе подолго време, така и да и тоа е една од причините да не се почитуваат кој има предност во дадена насока и така натаму и така натаму. Што се однесува до сите други содржини, денеска имаме две гости, претходно еден прилог ќе погледнеме на нашата колешка Ивана, која што разговараше со митрополит Кумановско-Осоговски Григорий и Кристијан Тимчевски од етноселото Тимчевски вчера, кога се одржа црковен собир по повод рождеството на Пресвета Богородица во атарот на етносело Тимчевски, и многу повеќе ќе чуеме во прилогот кој што го направи нашата Ивана вчера на прекрасниот празник рождеството на Богородица, или наречена позната меѓу народот како Мала Богородица. Нашата прва гостинка ќе пристигне некаде околу 8 часот и 15 минути. Ни доаѓа од Виталија, таа е маркетинг менеджер и се вика Марија Арнаудова, а ќе ја најави трката која што за прв пат Виталија ја организира за најмалите во недела. Сите дечиња во градски парк ќе можат да си ги премерат силите и да се забавуваат воедно. После вестите во 8:30 имаме уште една гостинка, Сонја Стевкова ќе биде со нас, професор по математика, воедно и координатор на НТЦ системите за Македонија, и ќе го најави предстојниот семинар на познатиот доктор Ранко Рајовиќ, како и отварањето на НТЦ центарот во Скопје. Доктор Ранко е многу познат по тоа што развил неверојатни техники за како да се справиме со децата во училница, а при тоа да направиме огромен бенефит и за нивното психолошко, и за нивното физичко и ментално здравје, и многу повеќе верувам дека ќе ве интересира и вие да чуете денеска, а околу 9, точно во 9 поточно ја имаме нашата Бела на линк, која што ќе разговара со тројца извидници во пресред на акцијата Стани дел од извидничката фамилија на Ипо Галеб. Верувам дека сите вие кои што сте биле извидници со задоволство ќе го проследите и овој разговор кој што ќе го направи Ивана. Сега ве поканувам со нас да си го стартуваме овој релаксиран петок и да се потрудиме колку можеме да останеме на добра фреквенција. Следуваат флеш вестите, вкусот на традицијата и вашите 3 минути. 7 часот и 3 минути. Во моментов температурата во главниот град изнесува 18 степени над нулата. Во најава имаме сончево, пријатно, не многу топло време, што значи денот ќе биде одличен за да ги завршиме сите предвидени активности. Инаку во пресрет на утрешниот 23 септември, кој што е ден на кој се одбележуваат 80 години од првиот одржан час на мајчин македонски јазик во основно училиште во село Подвис Кичевско. Тоа вие откако ќе го изминете Кичево, велам од правецот Скопје кон Охрид, откако ќе го изминете Кичево, после некои 2 километри од лева страна во
нискиот планински предел, едно прекрасно, убаво селце Подвис. Тука е училиштето, за жал разрушено, за кое се прават многу акции и обиди да се направи некаков музеј или центар кој што ќе подсетува на овој важен историски момент. Првото училиште во кое се одржала настава на мајчин македонски јазик утре одбележува 80 години од почетокот. Инаку во чест на овој ден и овој момент на 24 утредента, што значи во недела, се одржува марш за ова училиште. Значи, сите вие кои што сакате да планинарите, не многу амбициозно, се разбира аматерски, можете да се приклучите на овој марш, на кој што ќе се направи една рута и ќе се поминат не многу, околу 7 до 9 километри е предвидено да се поминат во овој планински убав предел. Многу повеќе околу деталите за маршот можете на Facebook да погледнете на настанот Марш за првото училиште на македонски јазик и ќе можете и вие да се дружите со луѓе кои што навистина ги почитуваат основните вредности за нас, македонците. Време е да ги отвориме телефонските линии кои што ќе ви дадат можност секому по 3 минути да ги коментирате темите. Рековме во првиот дел ги коментираме трите теми, а после 9 часот слободно говориме за она што можеби не е поставено досега на дневен ред. Првата тема се однесува на веста која вчера ја чувме дека Уставен ја зацементира Северна пред Македонија, отфрлени сите иницијативи. Втората тема е дека ВМРО ДМПН очекува победа на следните избори со 61 пратеник и третата тема се однесува на денешниот 22 септември, светски ден без автомобили. На кое ниво ние сообраќајната култура? Му велам добро утро на првиот гледач за денеска. Добро утро. Добро утро и среќен ден, повелете. Благодарам. 80 години од школото тоа кај е направено на македонски јазик. Првиот час одржан на македонски јазик. Така, ве разбрав. Ама тоа е веќе у кинато на македонски, туку сега е на северно македонски. Се уште е македонски, ќе видиме што ќе одлучи некој во наше име. Нас, ама знаете... сега поново треба нова историја да се пише за Северна Македонија. Значи таа е падната во вода или во некој длабок бунар без дно. Македонија сега е веќе Северна Македонија, од кој дојдија вие северџаните на власт, таа е Северна Македонија. Тоа е веќе минато. Таа веќе некоја друга Македонија, друга историја, се избришаа вие. Дека ни немаме историја, Гоце Делчев не бил наш, Александар Македонски, цар Филип или било кој, тие се биле бугари. Значи, таа е бугарска историја, веќе вие северџаните, тоа го избришаа, го припанаа. Ние немаме историја од таа Македонија веќе. Сега само Северна Македонија, од вие неколку години кога го кажаа дека сме Северна Македонија, сега треба нова историја да се пише за вие неколку години, а после нас, како ќе се пише историја, од ние немаме сега веќе историја. Значи, тоа го направија вие што дојдија на власт, сега што се. Ние укинаа нашата историја, а се избришаа што пишеле нашите предци пред тоа. Како се водело војна со турци, илинденци, партизани, што ја знам, значи тоа го нема ништо веќе, тоа замина. Мене ми е, ако може да кажам, ако ми дозволите, за пензионерите нешто. Многу малци испаднаа пензионери, значи добра им е пензијата. Ти од 320.000 да не испаднат ни 1%. А 1% е 3.000. А они дали беа таму 500 души. Значи добра им е пензијата. Значи тоа нив им останало на вие сега од старите нивни предци, на ведната глава сабја не ја сечи, и затоа турците биле туа 5,5 века. Оти дедовците и бабите на нивните внуци синко, веди глава, на ведната глава сабја не ја сече. Ако испаднеш че тоа тепа турчинот, нека оде некој друг, нека се боре против турците да ги истера од тука. Затоа не можеле да ги истерат турците. Па други дошле, а поделиле Македонија. Сега, не, скапо е, зејтин леп, а никој не вика по 3-4 кутии некои цигари пуше. Не вика цигарите се скапи. Тој 20 денари една најефтина кутија цигари. А ги гледам, едва ја одат некои, цигарто уста му е не ја ваде. И не вика цигарата е скапа, туку лебот. Ами ако му е лебот скап, нек си се
пшеница, nek си меле брашно дома, nek си пече, а не чека седнат наму пред дученот лебот качко донеса да земе и скапи лебот. А од цигарите не ги откаже, од и алкохолот не го откаже. По 5 пива некои пијат у дента пиво. И пивото не било скапо, цигарите не биле скапи, лебот бил скап. Пензијата била мала, а не испаѓата да барат. Грозјето не мало кој да му го откупи, не испаѓа да бара, друг не испаднал. Да. Ако се направи некој протест за лозарите, ќе испаднат само 20 души. Ама у Тиквишијата ги има 10.000 лозари. Нека испаднат 1000, ќе се смене ситуацијата. Ама друг да испаднал, што нема гројзе, тие да зборуе за ни, што нема ни една лозница. Значи, сите чекат на некој друг. Да, Остана кај ни на ведната глава, сабја не ја сече. И никој не сака. Ја, кога работев во фирми, државни, кога беа за време Југославија, ајде че протестираме, плата нема. Да, тоа ни е, благодарам многу. Ви благодарам многу, истекоа 3 минути. Тоа ни е нешто што се провејува многу од памтивек, би рекла. Се очекуваме некој друг да се бори во наше име, а ние само да посматраме и да критикуваме или да осудуваме. По тоа сме многу препознатливи. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро, Сузе. Добро утро. Еве, тетка Фимка ви пожелува се најдобро. Благодарам. Како вчерашниот ден, нели, успение на роđенството на Света Богородица. Нели, напомош да ни е прекрасен ден, прекрасен празник. Да. Так. Докторката вас ми прати слика. Да ми прати слика. Поздрав до нејзе. Дали се слушаме, нешто ни се губи линијата? Ало. Сега ве слушам, да. Еве, вчера така Фимка беве за Свети Николе, имате поздрав сите во Алфа, вика ние повечко, ко станаме се бајле, ја гледаме Алфа, моите зоувадоцки, ноните комшики тамо, и седнаме малце тамо во трпезарија да си каснеме кој носеме од дома. Они си седнале на маса и јас викам, абе чекайте, викам, ние сме дошли од Скопје, вие тука како гости треба да не пречекате, вие да станете, а не викам ние да бараме место, па ни направија место, се пошаливме. Ја носев баница, они тамо носеа нешто благо, тако си касме, си направивме шали малце, ти викам на денешен ден. Имаше доста народ, тоа ѓури се на високо, убаво ладно, ветерче, дувка, сосема друга природа, овде кај нас гледам тамо возјата зелени, а кај нас од кога се исусија лицето. А сега да кажам за темата, значи, уставо завцементиран за пред Македонија, значи Северна Македонија. Така? Да. Пред Северна пред Македонија, значи навистина. Сега, иако него не сакам, ама ете сега тебе да менеме лични карти, закажавме да бидеме Северна. Како што кажа гледачо пред мене, едно време историја се учела, и јас сум учела малце, тука е пето деление нашите деца. Имало историја, значи, за како било, што било, а сега што знаев децата наши? Ќе забораваме ва наша Македонија и нашата историја. Како било, како се бореле нашите, па имало во историјите слики од Гоце Делчево сите. А сега што има? Децава уште учебници немат. Сузе, што да ти кажам? Биде ми поздравена, а за во пензионерите што не искочивме, јас први пат искочив, навистина ме кара, вчера една моја роднина тамо на Вујко, покојни сна, вика, вие не искочивте. Да, ние со Радка, вика, мај порано искочиме сега, малце постари луѓе, али тебе, сите да искочиме, ово за сите важе. Иако ние имаме мали пензија, ма Господ здравје нека дава, тие си имат големи што си даде 80%, скоро, ако големи вратови, ти ги вате притисок, а ние со низо притисок, па низо ќе пиперче, подобро ќе си изгибеме. Биди ми поздравено, се најдобро. Возвраќам поздрав на сите вас, драги наши пензионери. Без вас, навистина, не знам како би постоеле ние, другите кои што се уште не сме пензионери, бидејќи многу често го споменувам ова, македонските семејства многу често се потпираат на вас, пензионерите, кои што сте и како многу важни за
покривање на основни трошоци, затоа што да ве нема вас, не знам како некои семејства вистински би обстоиле. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Овој Уставен суд за поздравување голема работа заврши. Предметот го джвакаат 4 години. Не знаеат што да прават. Ама овие им шепка, вака ќе правите, онака ќе правите, Македонија како така да се ништи. Све да се врти наопаку. Како не се страмат тие суди. Во државава, ако дојде нова власт, треба да оформи некое тело, судско тело, независно од судот, секој предмет позади да го преиспитуваат и да им дуват по вратот. Затоа што сите предмети вештачки ги судат. И судат луѓево што продаваат штавејче, речи го, копри на пазарчиња на жени седнати, нив ги судат, ги тужат, ги влечат, ги мачат. А овие милионски суми, фамилијарни пајажини што си сплеткале, тие не, тоа е нормално, тоа е по законот. Сега милионите не им се битни, сега со милиарди ве почна. И судот, све е во ред тоа, се е по суд, по судски пат. Нормално е тоа. За ова централава што сака грците да влезат да уништат. Судот треба да застани да ги укини такви работи, а не да ги продава, да ги поддржува. Таа штета која направат, значи Македонија апсолутно е продадо. Па една гробница нели им е на допад пред Куманово. Грците што ја направија. Втора гробница сега сака да прават, ќе користеле инвестицијата во известно време и после гробница ќе си заминат. Како не се срамат бе овие? Немаме ли ние стручњаци и фирми што може таа централа да ја направат? Ама не можат да перат пари, тука е проблемот. Што се однесува за колку треба пратеници да добие ВМРО. Не, народот треба да добие пратеници 100, пошто 20 се за малцинствата. 100 пратеници македонскиот народ треба да стани и да изгласа. И ова досега ще е прелявото да се ивчисти од корен. Дали бил ВМРО, дали бил не знам овој, не знам оној, да си добие власт со 100 пратеници народ. Народот е тој, народот се пратениците, народот да стани. Ама еве не стануват. Еден предходен што кажа, пензите им се добри, цигарите им се ефтини, па не излагаат да протестираат. Па и сега, народов на избори, треба да излези, да мавни, да направи 100 пратеници. И државава од корен да се измени све. Ова, речи го, пресрпанскиот договор, како не беше страмна тие суди да заседаваат за тоа? Одлуката била исправна. Па ја имам предмет, 100 пати го спомнувам, скапува 10 години. Затоа што нито примија и за тоа не сакаат да го завршат. Тој, да не кажам кај отиде, им кажал, ќе го влечите, никако да пресудите. Ете, тоа е тоа. Ете, тие суди се таму. Ви благодарам многу и за вашето јавување. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, Алфа и до гледачите на Алфа. Добро утро, добро ви Бог дал. Повелете. Јас ќе кажам, претходниот многу добро кажа. Ми зема неколку збора, али ќе повторам само едно нешто од неговите зборови. Да се преиспита целиот Уставен суд од кој ќе се смени владата. И не само Уставниот. Сите други судови, исто како Уставниот, значи Уставниот им дава повод како треба да се работи. Криминално, најпрво им си ги зациментираа платите. А народот, кој го ферма? Нека си пасе трава и таа ја нема више од суша, Сузе. Нема да раѓа земјава више ништо. Ќе нема ни за нив. Додека ги зимаат овие пари, ќе тераат, али после смена на власта, мислам дека ќе биде поинаку. И апелирам до идната влада. Значи, сето ова да го земе у предвид
и да формира правна служба, сите правници што се во Македонија да седнат и да ги разгледаат сите овие прашања против прво уставниот и другите судови. Работата нивна да се преиспита затоа што они се носители на сите кривични дела и нивно ослободување од затвори. И они имаат намера да продолжат да ги вадат со вакви закони носење на КЗ. Уставниот суд требаше они да го укинат тој суд, ја колку што се разбирам, требаше они да се дигнат и да речат стоп, не може така. Затоа што Уставниот суд е врв на државата и они се носители на сите права. Значи, они се корумпирани, што остана за понатака суд? Немам зборови други, значи мора оваа наредна влада и апелираме да си седнат да ги собере сите правници и да направат концепт како што да се сардисаат, да ги нема овие, да се стават кај што им е местото. Довидување, убав ден. До слушање, довидување, можеби ќе се видиме некогаш, кој знае животот е непредвидлив, а нашата земја и не е толку многу голема за да не можеме некаде да се видиме на некои настани, се разбира за доброто на нашата убава земја. Добро утро му велам на следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро. Среќен и убав ден на сите. Среќен да ни Дали дај Боже. овој мачен македонски народ едно утро ќе се разбуди среќен со среќни вести. Се од лошо по лошо. Уставниот суд ја зацементира Северна Македонија. Председателката на Уставниот суд е многу заслужена. Она по брза постапка ги осуди децата. Ама јас вака викам, Господ е голем, природата е поголема. Оти не излезе еден судија на телевизија и да каже, јас судам според законот. Јас не судам според мито и корупција. Се колнам во моите деца, ако не судам право, никој пат, ајде да не видам од тие пари што ги зимам од мачниот народ. Не, сите молчат. И Заев се колнеше и во деца, и во предци. Шо го стигна? Син му отвори најубава фирма на 18 години. Значи да ги палиме функционерите, еве, например, како Џафери. Каде работи ќерка му, каде син му, каде он? Нему ќе му се влеат 5-6 евро месечно, а на овој пензионер 200-300 евра. И чутат, зошто чутат? Зошто не се дигне обичниот граѓанин да тргне напред? Значи го изиграа народот, постегнаа по болните, сега избега сестрата и готово. Сето тоа ќе се заташка. Значи народот молчи, народот не поддржува. Мене ми е добро, шо ми е гајле на некоја ако умрела мајка или најмило или шо и да е. Не е така. Утре са бајле не знаеш ти како ќе станеш. Затоа сплотете се македонци, побарајте си го правото, побарајте ја демократијата, побарајте да бидат сите исти пред законот. А не, јас у ВМРО никој ништо не може, јас у СДС никој ништо не може, јас у ДУИ, јас што ќе пресечам, тоа ќе биде. Не! Сите тие таквите тргнете ги настрана. Изберете луѓе што стварно ќе се грижат за обичниот граѓанин. ВМРО да направи 61 пратеник. Многу тешко ќе биде. Значи секакви верзии се пуштаат. Само да се растури, само да се оговори, само да се нападне. Па дали е прав или крив, ние ќе го обелодениме во државата дека тој не чини, не чини, а може е најдобар. Затоа македонци не се напаѓајте, не се навредувајте. Навредата е најтешка на светот. Посакајте си добро еден со друг, помогнете си.
Пријатно суди и многу фала што ме послушавте. Ви благодариме многу и за вашето јавување. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав од село Нежилово. Благодариме, поздрав и до вас. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до Витократа и до сите гледачи на ваша и наша телевизија. Па ја би зборувал први за прво да пева Уставниот суд. Па кој е тој Уставен суд? Кој верува во тој Уставен суд? Сега што ги донесува тие два уставни суди, што ги изгласа, неправилно, не беше уште седница завршено и Јовески требаше да влезе. Јовески, пазете, веќе 67-68 години е. Од 64 години треба своју пензија, бе. А медицински докажано човек од 50 години го ваќа склероза, а неговиот мозок е потрошен. Он ли е за уставен судија? Он треба своју пензија, бе. Уште ли ми е малце да крадат, бе? Уште ли не се наситија со пари, бе? Па ја не знам што мислат, бе. 2 метра, дужина и метро, ширина и метро робина ги чека. Кај ти носат парите, кај ти моди душа? Уште ќе биде уставен судија на 70-80 години. Па затоа ни вакви пресуди ни носат тие уставни суди. Ова, која пресуда е? Како ќе им се нареди до сега, од која 4-5 години влечат, сега било уставно. Па чекај, кој ќе дојде новата влада, треба подхитно сите село сустава да се измени. Се да се измени. И да се суди по правилно, по правилно, не да се суди кој како сака да суди. Оти пазете, јас сум бил некој суд, има закончиња што стварно не може да се снали. Тоа сами си ги прават, као сега што гласаат законите. Во кого да веруваме? Во судството, кој 1% не верува никој во судството. И ќе веруваме ние на Уставниот суд. Друго за ВМРО. ВМРО треба народот да стане, не ВМРО. Народот, овие пензионери што сега ќе осакат, ќе насакат, треба народот сио да стане да гласа за Македонија, не за ВМРО. Оти видите што сакаат онија. Да се смени уставот. Бре, ја гледам некој сега пред неколку дена ја гледав Мицкоски после седницата кога го потпишаа договорот, пред да го потпишат договорот. Ја гледав изјавата Мицкос. Па што бараат сега? Дали се свесни што бараат Ковачевски, Османи и Барици? Ја гледав изјавата на Мицкоски дека вика се дека ова не е да изближат 4 члена во тој закон што бил, вика ќе го прифатиме. И да, сеќе идеме и пратеници наши ќе гласаат се. Ама овие се наместени за да уништат Македонија. Овие идат да нема македонштина. Убаво што рече првиот гледач, ние веќе не сме македонци, ние сме северно македонци. Сега да измениме документи, сега трошкови на народот, да смениш лична карта, да смениш возачка дозвола, да смениш пакет. Тоа треба државата да си носи, не ние личната. Бидете ми поздравени, фала на стапеното време и пријатно. И благодарам многу, бидете и вие поздравени. Имаме многу, само кратко да вклучиме уште минута и половина еден гледач до вестите во 7:30. Добро утро. Добро утро. Повелете. Благодарам. Да прашам само, беше спомнато инвестирање пред избори. Дали може за Чеврен да зборувам? Па бидејќи е петок и слободни минути имат, еве, кратко, минута и половина кратко. Можете. Видете, Чеврен ќе се гради. Фала Богу, редно беше. Па 30 години немаме ништо инвестирано во хидросистемот, а немаме струја, разбирате? Ама сега било скапо. Па скапо е ако чекате. Дали знаат дека цените во градежништво се двојно зголемени? Да не бројам примери практични, пошто нема многу време. Дрвената граѓа од 100 евра стана 200. Мајсторот место 1500 3000 бара квалификуваат. А и нема мајстори, заминаа сите во странство, да? Сега видете, ние 30 години не знаеме, немаме струја, сега се нашол инвеститор кој што нормално инвестира свој пари, замислете 600 милиона евра, па тој треба да си ги врати и што прави сега со одветен однос на неговото инвестирање со нашето и ќе се искористи дел од тие инвестиции колку години му се таму дадени и после тоа ќе си ги предаде на нас. А хидросистемите се најдобра инвестиција. Тие се многу скапи во старт, сваќате? Ама после се без пари. Гледајте ги хидроцентралите. После тие немаат смрт фактички. Добра инвестиција и мора да кажеме дека избран е последниот момент. Нема чаре, треба да се гради. Ние немаме пари за тоа, така? Благодарам.
Ви благодарам многу и за вашето јавување. Еве да погледнеме една информација од Евана, се однесува на делови во Скопје, во главниот град, кои што нема да имаат електрична енергија во некој дел. Евана Македонија известува дека денеска без електрична енергија ќе останат улици во општините Чаир и Кисела Вода. Во периодот помеѓу 8 и 10 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Роналд Реган, број 4 до број 20, како и корисниците од улицата Благоја Паровиќ, од број 4 до број 20 во општина Чаир. Во периодот помеѓу 9 и 11 без струја ќе останат и дел од корисниците на улица Серска и Востаничка, а во периодот од 12 до 15 часот дел од корисниците од улицата Невена Ѓоргиева Дуња во општина Кисела Вода. Еве доколку има уште нешто ново поврзано со прекин на водоснабдувањето, ќе ви известиме во текот на нашето 3-часовно дружење, а сега е време за вестите во 7:30. Седум часот и 30 минути вистинско време да провериме каква е ова утро состојбата на патиштата, граничните премини, а со оглед на тоа дека е петок, очекувано е дека ќе има зголемен број на фреквенција во сообраќајот низ целата држава и убаво е да ги добиеме најновите препораки или најновите информации од инфоцентарот на нашите пријатели од Автомото Сојузот. Ова утро на линија ја имаме Радмила Попадич. Добро утро, среќен ден и повелете со најновиот извештај. Добро утро, ви благодарам. Поволните временски услови овозможуваат сообраќајот на државните патишта да се одвива напречано по суви коловози, но и покрај тоа ќе препорачаме да се прилагоди брзината на движење, да се почитува поставената сообраќајна сигнализација и внимателно да се управува со возилата, особено на оние патишта кои минуваат низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има зголемена можност за појава од одрони. Ќе препорачаме да се внимава повеќе и на оние патни правци каде што веќе извесен период се изведуваат градежни активности, а исто така ќе потсетиме дека на регионалниот пат Велес-Градско, односно делницата Велес-Градско стариот пат до 23 септември ќе биде затворена за сообраќај во период од 8 до 18 часот поради асфалтирање. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тој утринава е умерен, а на граничните премини од македонска страна во моментов се уште не се бележат подолготрajни задржувања за влез и за излез од државата. Ова би било накратко се од АМСМ, на сите оние кои ќе патуваат им посакуваме среќен пат. Благодарам многу, среќен пат и од нас, еве од екипата ова утро на утринската на Алфа, на сите кои планираат некако да го употребат овој викенд надвор, во природа, на планина, во село, па и подалеку на езеро или на море, се едно животот е убав и навистина треба да сме свесни во секој еден миг дека сега сме тука. Веќе во наредниот момент не знаеме каде ќе бидеме и дали ќе не има, но да се надеваме дека со овие наши подсетувања сите од време на време се разбудуваме и се освестуваме за тоа колку треба да го искористиме секој еден миг во животот. Повторно се активни нашите телефонски линии и повторно имате шанса да добиете по 3 минути да ги коментирате темите зададени на дневниот ред или можеби во слободните минути кои ние по сценарио ги предвидовме после 9 часот да искоментирате нешто што е надвор од овие 3 теми, но да се потрудиме да ги коментираме сепак оние кои се најактуелни во моментов и внимателно ви ги селектиравме. Добро утро, му велам на следниот гледач. Добро утро, Сузе, поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Ќе ми дозволиш мала реплика за Чебрен, пошто тоа е едно од поголемите национални предавства што се случи. Што кажа гледачот, не сме имале пари ние и за автопатишта немаме пари, па склучи договор за изградба на автопатишта. А хидроцентралата е многу помала сума од автопатиштата. И сада оваа фирма што го доби тендерот пред 10 години конкурираше и понуди 300 милиони. Сега ќе стигне милиарда. И подобро беше учеството наше да биде со пари, него што го дадоа сега и хер стиквеш. Учеството на државата е стиквеш. Значи, тотална енергетска зависност од Грција. Во Александрополис дадоа 200 и кусур милиони заев даде за гасната централа, уложи во грчка централа. Ангјушев го продаде својата фирма на Грци
сега 2 хидроцентрали даваме на Грци, значи тотална енергетска зависност од Грција. И плюс контрола на нашите води имаат. Нив им треба вода за Солунско поле и ќе имаат контрола, ќе ја користат нашата вода по нивни потреби. Значи, во една емисија беше кажано на телевизија дека грчките тајни служби инсистирале Грција да го добие овој тендер. Не е случајно. Толку околу тоа, а Уставниот суд треба кај нас да се укине. Затоа што не е целисходен. Зашто би постоел кога не го штити уставот на државата? Тоа е само носи одлуки што се алиби на владата. И после се принудени да се брукаат судиите, да носат, да кажуваат глупави, да кажем, образложенија, за да оправдаат својата глупава одлука. Као председателот Иванов не ја почитувал волјата на народот, а пратениците се тие што се од народот, па ја почитувале волјата на народот. Баш е обратно. Волјата на народот беше искажена на референдумот во 8 септември. Таа беше волјата и председателот ја спроведуваше таа волја на народот. А другиот референдум беше и децата што не разбираат многу од право, разбираат дека беше неуспешен. Самата комисија и државна го прогласи за неуспешен. И тоа не е волја на народот. Значи, ние не држи во ниеден елемент од луката на Уставниот суд. И затоа ќе заштедиме многу пари за хидроцентрали, ако го кинеме Уставниот суд со дебели плати, не мора ни да ги плаќаме. Се знаат одлуките нивни однапред. А ВМРО е близко до 61 пратеник и токму затоа сега се ровари, се гледа да се разедини, да се направат кавги во ВМРО. Се со цел, ако може да се стимне под 60, за да може Дуј да учествува после во формирање на влада, иначе ќе треба да одговара за криминалите ако не се во владата. Благодарам и поздрав. И благодарам и јас ве поздравувам, му давам збори на следниот гледач. Повелете. Добро утро, Сузана. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Добро утро, поздрав и до вас. Па интересна констатација дека Уставниот суд не е надлежен за она иницијатива за преспанскиот договор, или јас би ја нарекол преспанска капитулација. Но видите сега, за тоа не е надлежен, меѓутоа за плати е надлежен. За да си вработуваат своји роднини, комашинчи, шури, шурнајки или не знам, баџанаци таму, што и не, за тоа се надлежни. Ако убаво ги проверите како се напикани роднински во нашето кривосудство, ќе видите каква наместо република ние фактички сме монархија. По роднинска врска се одлучува. Уставниот суд не е надлежен за ова, но ајде да бидејќи било ова меѓународен договор. Меѓутоа ајде малце да претпоставиме на друга ситуација. Ајде да речеме некоја друга власт ќе потпиши договор со Северна Кореја да ги извезиме нашите северни граѓани што се за Северна, ќе ги извезиме таму или пак да ги натераме да се борат во Украина пошто се за НАТО. Меѓународен договор ќе биде тоа. Дали Уставниот суд и тогаш ќе биде ненадлежен, па нема да го поништува? Значи, гледате, нема логика. Ако не си е надлежен, нека си оди дома. Дома е нивното место. Таму дома, нека си седат дома, за ништо нема да бидат надлежни. Ама нема да земаат плата. Ако земеме во меѓународни рамки, пример ќе земеме Америка, таму нема Уставен суд. Тоа е многу интересно решение. Врховниот суд ги решава сите предмети, па и уставните прашања. И има немилосрдни одлуки, ако треба да се заштити некој граѓанин, пазите, граѓанин, а не колективно право на народ. Граѓанин може да добие пресуда дека е во право против државата. И тоа е храм на демократијата. Ќе ви кажам пример, и филм имаше за тоа, Лари Флинт, односно народот против Лари Флинт. Кој го гледал тој филм, ќе му стане јасно дека Врховниот суд може да застане на индивидуалното право против државата. А кај нас не се штити ни државата, туку се штити една северна мафија која спроведува геноцид, која спроведува екзодус, која спроведува апартхейд. Околу изборите и изборните резултати,
точно е дека анкетите најавуваат голема победа на ВМРО и затоа, бидејќи не може да се одбрани мудрото северно раководство да ги промени тие изборни резултати, единствена тактика што му останува е паролата сите се исти. Зошто? Затоа што најголема опасност за секоја власт се протестните гласачи, значи не партиските гласачи, туку протестните гласачи, оние кои гласаат од незадоволство. Сега како ќе ги анулирате тие гласачи? Многу едноставно, ќе речете дека сите се исти и излезноста на изборите да ја намалите. Во тој случај ќе си победат партиските, односно изборите ќе ги одлучат партиските гласачи. И во ситуација пата, царот од мала речица се ќе одлучи. Благодарам, Сузана, за остапеното време. Благодарам и вам за вашето толкување на ваш начин. Добро утро, му велам и на следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Па да ви кажам, јас мене најубаво ми е да ги слушам јавувачиве. Да не се јавувам. Треба да се повторувам се што зборна, се што кажа. Еден не ја пофали власта дека е супер работи, дека е се во ред. Сите напаѓа. Сите. Право седи, криво суди. Тука сме барем синхронизирани, скоро сите. Ама што да зборувам, првиот гледач се кажа и се зборувај. Нема ова држава северна. Северна, значи е нова држава, од која е направа северна, таа е нова држава. Не е таа Македонија што била. Значи е нова држава, па затоа треба да се менуваат сите документи па улици, да се брусат шахтите, овде кај нас избрсија народни херои што се бореле во Втората светска војна, што ти ја знам, чуда направија. Само да му чукна малце тие грците и бугарите на овие нашиве, онма ќе зема, ако треба, ќе ги сеча шахтите, не да ги бруса. За страмата, како не се вела дека ќе биде запишани во некоја црна книга сите до еден. Само јас сум, ако се мени власта, да се испушта сите затвореници и да се смена со овие. Овие да полежа малце таму да вида како изгледа. Не знам што да зборувам повеќе, не можам, сум револтиран, сакам да ги слушам јавувачите и ќе ги дослушам сите до еден. Ви благодариме. Ви благодариме што слушате со внимание, што размислувате и што после тоа, еве вака, дури и кога не ги искористувате 3 минути, барем знаеме дека сте со нас и знаеме дека сте синхронизирани со сите останати наши членови на големото семејство на Алфа телевизија. Добро утро и за уште еден гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте. Добро утро и многу убави работи да им се случуваат на луѓево. Дај Боже. Зашто ова веќе ја премина границата, видовме сите кои сме, што сме, какви сме. Значи нема бегање. Адло мерот кај мене покажува интелигенцијата во светски рамки збора е 2%. 98% сите бркаат пари, бркаат вештерки, бркаат корупции да прават, да манипулираат и да не работат. Значи, сите лежи лево да те јадат. Чегрене. Зборуват за чегрене. Па нека ја направат. Ако се мокни грците да ја направат, нели викаат, Солун, македонци живеат. Во Бугарија живеат и македонци. Ајде да не зборам за тоа. Него да се навратам за друго нешто и сакам да кажам. Ние забораваме какви бевме и што станавме. Значи, какви бевме и што станавме. Какви форми сакаат тие. Какви творби сакаат да имаат. Па ова е веќе преку граница. Кој говор да го говориме? Јас не знам, јас казам и друг говор да зборам, Сузе.
Ако зборам сега ќе слушат во Македонија ги има толку многу што се исциркулирани и во албанците и во македонците. Па тоа е смешна работа. Викаат во Скопје овде. А ние викаме тука по македонски. Има ли разлика сега? Образовен криминал, кој ќе се смеши и религијата. Па ќе влезе сето тоа комплет во економијата и каде е тогаш и религијата и образованието. И немало криминал. Има луѓе, полулуѓе и нелуѓе. Сватите го тоа за секогаш. Убав ден му препорачувам и на оној што се труди мојот во Скопје се зборува ова да го направат на судиите. Нели имаше пари тој да си на фирма и така натаму. Се тужи. Па и во Германија се сретнавме. Секаде го среќавам. Никако да му погодам на никого. Па јас магарели сум, па ако сум слов, уште подобро. Змејот кога ме изел, јас вода сум пиел и го слегнав и змејот долу. Така. Да зборам уште некои анекдоти. Нема потреба, ви благодариме многу што и денеска бевте со нас. Имаме време само за уште еден гледач кратко да вклучиме и потоа ќе продолжиме со гледачите нешто подоцна. Добро утро. Добро утро, Раде Василев од Кавадац. Добро утро, Раде, повелете. Гледам една од темите ВМРО близко до 61 пратеник. Па до сега државата не ја води овие наши две поголеми партија, ВМРО и СДС. Наизменично сме сменуваат овие 30 години. Што добивме ние од овие партии? Добивме, накратко ќе кажем, уништување на државата. Се уништи стопанство. Она стопанство што го наследивме при распаѓањето на Југославија. Се спомнам неколку компании. Металски завод Тито, 14.000 работени. Тетек Сето, 12.000 работени. Аспива Македонка, Битола Текси, не знам кој, Баленово Тексово, весни гиганти за Европа во тоа време. Да не ги набројам другите работи. Се е уништено, нешто не постои од тоа. Го уништевме земјоделието. Како млад студент се вадев пари, работев на откупните пунктови преку летниот период да се заработи некој дена. Потекнем од Кавадац, ова наша поднати креше раѓа се. Не е само праската и грозјата. Овде се садеа огромни површини на домати. Пиперка, ајверка првокласна. Сето тоа се извезуваше настани цели Југославија и подале. Немаме ништо веќе од тоа. Што дозевме, пак се спомнам од овие две пари. 30 милиарди евра се проневерени меѓународни пари што дојдат во македонската каса. И нема никаде. Тоа не го зборувам, јас го зборуват од мене многу попаматни луѓе, лидери на партии, па и страни експерти. И уште сакаме да имаме партиска влада, ВМРО или СДС. Доста е веќе. Доста е на овие партиски влади. Доваѓа си ромаси, премиери си одеа со полни джепови и се појавува се ден, спомнувам имења не е добро во страни држави како инвеститори. Генерација моја, сега не го спомнувам кој. Многу, секој што доваѓаше на власт гледаше како да проневери нешто. Никој ништо не допринесе, не го уништи здравството. Имавме бесплатно здравство. Не го уништи школството. Јас се учев во гимназијата Јосип Брз Тито во Кавадац, бевме трети на ниво на Македонија па Југославија по образование. Сега имаме 2, нешто просек, а имаме тогаш 4,7. И пак бараме партиски влади. Доста е веќе нови партиски влади. И ВМРО, и СДС и било партија. Чак поскоро треба да се изведиме експертска влада. Влада која ќе биде составена од луѓе експерти, луѓе кои со своето знаење и со своите доприноси на меѓународна сцена докаже. И имаме такви луѓе, немаме време, гледам времето ми поминува, да не ги набројувам самиот че јас оставам сега владата на изост. Само тие луѓе некако ги изоставивме. Тие луѓе работат сега за страни компании, таму стварат капитал, а ние се уништуваме. Трај да им дадеме предност на тие луѓе да ја направиме експертската влада, без разлика дали ВМРО, СДС и не знам која партија. Способен да е човек. И имаме такви луѓе што се уште сака да работи за ова наша мала државичка и може да доприноси. А тоа за брзо време може да се среди. Гледам времето кој помина, фала многу и пријатно. Благодарам, Раде, многу пријатно. Во моментов ги прекинуваме малку телефонските јавувања, но ќе продолжиме нешто подоцна. Наред е прилогот кој што го направи нашата Ивана вчера во чест на рождеството Христово, на Мајката Божја.
Пресвета Богородица во комплексот Етно село се одржа црковен собир, а нашата Ивана разговараше со митрополит Кумановско-Осоговски господин Григорий и со Кристијан Тимчевски од Етно селото Тимчевски. Многу повеќе ќе погледнеме во прилогот. Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица е еден од големите празници на Светата православна црква која се прославува секогаш на 21 септември. Иако овој празник се смета за почеток на сите празници, сепак тој почнал да се празнува многу подоцна. Дури откако слабнало паганството, христијаните покрај на Исус Христос можеле да ја одадат заслужено признание и на неговата мајка. Токму по тој повод овој голем празник, вчера македонскиот народ во црквата Рождество на Пресвета Богородица, која што се наоѓа во атарот на Етно село Тимчевски, како и сите христијани, со многу внимание го празнуваше овој празник на Пресвета Богородица, мајката на Спасителот Исус Христос. Светло е да буде волја Твоја, јако на небеси и на земји, хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, ако жеме след должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукававо. Традиционално четврта година поред, овој празник се одбележува пред Параклисот Рождество на Пресвета Богородица, која што се наоѓа во дворот на Етно село. Митрополит Кумановско-Осоговски господин Григорий го благослови Славскиот колач и им даде благослов на сите присутни. Благословен граде молим ја Господе. На домаќините кои ова убаво и го украсиле Пресветата Богородица да биде нивна заштитничка пред престолот на славата Божја. Денешниот празник носи радост во нашите души, бидејќи Пресветата Богородица е единствена која ја надмина бездната на огревовеноста човечка. И таа е која е единствен посредник и подготвител на работите за Божјото воплотување. Удостојувајќи се да се очисти од порочниот и воопшто огребовениот живот, стана сад на Светиот Дух. Таа нека ни биде топла заштитничка, а како источник, како капија на изворот на милосрдието Божјо, нека секогаш не застапува со своите молитви. Вашето семејство, сите овде присутни и сите православни христијани во нашата татковина во Македонија, на нашата диаспора, православна македонска, и на сите православни христијани во светот. Сега, секогаш и во вечни векови. Амен. Нека е за многу. Црквата Рождество на Пресвета Богородица е градена во периодот од 2017 до 2020 година. Откако е осветена во 2020 година, традиционално секоја година со собир на верници се прославува овој празник Мала Богородица, кој што е и крстна слава на Етно село Тимчевски. Од 2020 па наму секоја година на 21 септември имаме причествување, како се вика, на кој што секоја година доаѓа владиката Прво Стефан, сега Грегори. Соборот е отворен буквално за сите, отворена покана е. Доаѓаат наши пријатели од цела Македонија, буквално и од Србија, имаме ностоп гости и од година во година се е поголем бројот на посетители. Најпрво би сакал да го честитам овој голем празник Мала Богородица. Ние овдека обележуваме така што владиката секоја година доаѓа, сечеме Славски колач, ставаме винстени се поред како што оди. Им дава благослов владиката на сите што се тука присутни. После тоа идеме во ресторан, кај што се частиме, да кажам, на нашки. Значи, на овој голем празник, кој што е за здравје, за мир, за секого,
ги покорувам сите што досега не се знаеле до година да дојдат и да присуствуваат на овој настан во Етно село. 8 најактивни копаничари од Сдруженијето на копаничари на Македонија во 2019 година го изработиле иконостасот како благодарност за гостопринството што Етно село им го пружа низ годините. Иконостасот го насликаа двајца фрескосликари во малата црквичка, која што е подарок од сопственикот на Етно село Горан Тимчевски. Оваа црква се вброи во редот на големите ктитори на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Прославата и чествувањето на празникот продолжи во Етно ресторанот Тимчевски, каде присутните имаа можност да уживаат во традиционалната македонска кујна и традиционалната македонска музика. Честит и вековит нека е празникот Рождество на Пресвета Богородица. Еве се минутите за нашите гости. Во годината во која Виталија одбележува 30 години од своето успешно работење, направија и нешто повторно изненадување и подарок за најмалата публика. Всушност ја организираа нивната прва детска трка која што ќе се случи задутре во градскиот парк во недела, наречена Kids Run. Многу повеќе за оваа трка, за интересот и за сите нешта поврзани со овој убав настан ќе ни каже Марија Арнаудова, маркетинг менаџер во Виталија. Добро утро, Марија. Добро утро, Сузана. Најпрво благодарам за поканата. Драго ми е што сум ова утро овде и имам можност да или подетално да ја покажам нашата визија во врска со детската трка. Така, драго ми е што многу дечиња, многу родители, па и баби и дедовци, можеби случајни и намерни минувачи во недела ќе имаат уште еден повод зошто да бидат во градскиот парк. Од оние информации кои јас ги имам, интересот е огромен, така нели? Да. Дури и немаме време, немаме можност за нови да ни се пријават дополнително учесници. Ние да сме пресрекни што имавме преголем интерес, се пополнија над 1200 деца се пријавија во само 10 дена од кога пуштивме формата за регистрација, така да секако поканети се сите како навивачи, но регистрациите се затворени закочно од минатиот понеделник. Така, ќе бидат во неколку категории поделени, во неколку старосни групи? Така, да, трката е навистина. Она што е уникатно е тоа дека има многу детски трки низ Македонија што се во склоп на или официјални маратони или индивидуални, но мислам дека нема детска трка од ваков калибар намената за таа таргет група на нашите најмлади. Децата е поделена во 4 категории на база на нивната возраст и за да биде полесна организацијата. Тука сакам да истакнам дека ангажирани се над 100 лица што ќе се потрудат максимално да биде се под конец, да биде безбедноста на највисоко ниво за децата. И значи за таа цел направивме распредел во 4 рути. Најкратката рута е за најмладите од 6 до 7 години, е 150 метри, најдолгата е 800 метри и се поделени по различни бои. Зелена, жолта, портокалова и црвена трка. И што е најубавото од се, нема да има само еден победник, туку сите деца учесници. Сите деца се победници. Целта е да го развиеме нивниот спортски дух, да им ткаеме здрави навики. Тоа е нашето мото. Мотото на Виталија уште од самите почетоци е здрава храна за здрави генерации. Од тука и самата детска трка Kids Race ја крстивме здрави навики. Така, одлично. Виталија е препознатлив бренд и многу деца живеат и растат со Виталија и многу деца кои тогаш беа деца сега се веќе родители и верувам дека со огромна радост ќе бидат присутни таму. Како го примате целиот оној фидбек на најмалите кои што се радуваат на секој нов производ кој што ќе излегува во вашата линија и кои се најчестите нивни коментари околу производите на кои тие се навикнале, нивните ужинки, нивните излети задолжително се со некој ваш производ, барчињата веќе се задолжителни? Така. Виталија самите почетоци има идеја да главен фокус е со младите, бидејќи младите се нашата
иднина и овој проект Kidsrace не е единственот наменет за таа категорија, туку ние веќе 11 години активно работиме на проектот Петка за здрава храна, што вклучува едукативни предавања. Нашиот стручен тим ги посетува градинките, основните и средните училишта во Македонија и прави на забавен начин им ги пренесува пораката за здравиот начин на живење на младата на таа категорија. И секако да, фидбекот е одличен, децата ги препознаваат и бараат нашите производи, секогаш бараат нешто ново и интересно и знаат дека она што го конзумираат, освен што е здраво и е вкусно. Да. И можат во секој период од денот да изберат оброк од нашата палета. Тоа е добитна комбинација, ем здраво, ем вкусно. Не само за дечињата, туку и за возрастните. Како голем фан на Виталија, јас ова комотно можам да го потврдам, а и да кажам дека не е толку тешко ако се сака да се променат животните навики и да навистина започнеме од едно да вметнуваме уште едно и така натаму, а вие тоа многу умешно го правите низ годините. Марија, не те прашав кога е стартот на трката, во колку часот започнуваат трките? Така, трката започнува во 12 часот, со тоа што во недела од 8 до 11 наутро ќе биде подигнување на стартните пакетчиња, секој дете ќе добие надпреварувачко бројче. Што значи треба да се дојде многу порано, да се дојде многу порано. И потоа сам тим ќе организира трките, ќе траат од 12 до 1:30 часот. Потоа следи едно одлично изненадување за дечињата, тоа е настап на Дајте музика. Сакаме со музиката да доловиме таа забавна атмосфера, да не биде само со трката. И на крајот следи наградна лотарија, каде што сите регистрирани дечиња ќе имаат можност да освојат награди како што е велосипед, ролерки, електрични тротинети и многу други. Одлично, значи настан кој не смеете да го пропуштите на 24 септември, 12 часот да бидете во градскиот парк и да си направите еден празник за сите сетила. Претпоставувам дека ќе биде преполно на градскиот парк, не само со минувачи, не само со посетители, не само со весели дечиња и учесници на трката, туку ќе има и бројни штандови на кои што ќе понудите дел од досегашната програма, ама и ќе ни информирате што следно подготвува Виталија за најмалата публика. Така. Секако дечињата ќе имаат можност да ги вкусат нашите производи што веќе ги конзумираат и ги знаат, но исто така ќе имаат можност да пробаат и мал дел од нашата нова линија, стана збор за детска линија, баш намената за таа таргет група од над 3 години. Детската линија е формулирана според најновите нутритивни препораки од нутриционисти и од педиатри и ќе биде уникатна и по функционалност и по дизајн, баш атрактивен за дечињата кои ќе видат на полица, да знаат дека она што ќе го земат ќе биде и превкусно и уникатно по функционалност. Да. Јас верувам дека Виталија и понатаму ќе продолжи да организира и изненадувања како што тоа го прави низ годините. Ова се навистина 30 години вредна работа и поставени здрави темели за секое едно детенце, за секое едно семејство, каде што на еден многу едноставен начин се подготвува брз, лесен, ама здрав појадок, што е поентата да создаваме здрави генерации. Кои се најинтересните прашања кои што во градинките децата ги поставуваат, особено ако станува збор за дечиња кои тешко го се нафаќаат да пробаат нешто ново кое досега не го испробале. Верувам дека со огромна радост сакаат да ги пробуваат вашите производи, така? Да, секако. Има доста интересни прашања. Она што е може би најинтересно за мене лично е кога ќе прашаат дали имава шеќер, дали има чоколадо и бидејќи самата нутритивна наука кажува дека чоколадата е штетно, пример ние користиме чоколада што е без доаден шеќер и тука е доста интересно да им се објасни дека може да има производ со чоколада што е вкусен и здрав за нив, а не мора да содржи шеќер. Тоа е од прашањата. Другото е дали што друго би развивале, што
колку вида на производи имаат и секако најголем дел е ентузијазмот кога може да дојдеме да ве посетиме. Да, да. Затоа почнавме и по короната и да отвориме нашата фабрика каде што децата од градинките и можат да видат каде е магијата, каде се случува сето. Каде се креираат тие здрави и како се креираат тие здрави производи. Прекрасно. Браво, секоја чест. Посакувам уште поуспешни следни 30 години на целиот тим на Виталија. Марија, ни преостанува да ги поканиме сите наши гледачи, сите оние кои што ја сакаат природата, ја сакаат забавата, ги сакаат децата, а овој убав настан обединува се во едно: музика, спорт, забава, награди примамливи и едно прекрасно дружење во недела. Во 12 часот во градскиот парк на првата трка која што Виталија ја организира за најмладата публика и за нивните најмали потрошувачи, тоа се дечињата Kids Run. А за се она кое што понатаму пак ќе го доживееме таму, ќе споделуваме импресии, можеби ќе добиеме и некоја награда, кој знае. Еве јас ќе се потрудам да бидам со мојата најмала дома публика, да бидеме присутни на овој настан, бидејќи знам дека Виталија секогаш организирала незаборавни настани. Марија, многу благодарам и среќа на ова прво случување. Така. А време е за вестите, ние се селиме во соседното студио да погледнеме што најново ни подготвија колегите од информативната редакција. Ете и втората денешна наша гостинка повторно ни носи убави вести за еден прекрасен настан, поточно ново за нас македонците. Денеска ќе говориме како и за еден семинар кој што тие го организираат, а многу повеќе за Никола Тесла центарот кој што ќе се отвори во нашава земја од многу скоро, ќе ни каже Сонја Стевкова, професор по математика и координатор на НТЦ системот за Македонија. Добро утро, добар ден, Сонја. Добро утро. Честитки за овие нови нешта, честитки за тоа што и Скопје и Македонија ќе има можност да по учењето на доктор Ранко Рајовиќ, кој што е многу познат на Балканот, човек кој што целото негово знаење од медицината го применува во практичната педагогија и едно големо дете, би рекла, со 4 деца, татко на 4 деца, кој што на маестрален начин, низ пластични примери, објаснува каде се нашите најчести грешки како родители, како педагози, како возрастни и полнолетни лица. Така, добро утро. Јас прво да кажам голема благодарност до вас за гостувањето во емисијата, што ете го препознавате квалитетот на брендот кој што доаѓа, НТЦ центарот во Македонија. Тоа е Никола Тесла центар, основан е од докторот Ранко Рајовиќ, кој што за него има многу да се зборува. Вие еве го најавивте. Да, би требале денови да зборуваме за сите негови искуства, за сите негови програми кои што тој ги работи низ годиниве, како и за личните примери со своите деца, кои што јавно ги споделува, што е навистина прекрасно и фантастично. Да, тоа е многу убав момент, што тие сите негови практики, методи, техники кои што ги стекнал и како дел од неговата стручна способност и секојдневните пракси со деца, со родители, и сето тоа го споделува за на нас да ни биде достапно на разни начини. Преку книги има напишано, еве сега го организираме семинарот, каде што на големо задоволство најде термин да дојде кај нас, повторно да го одржи семинарот, кој што е од огромно богатство за, да кажам, секој родител кој што може да го види, а потоа и, мислам, јас сум многу пријатно изненадена што се заинтересирани многу стручни соработници кои што работат со деца, педагози, психолози, логопеди, дефектолози, еве сега физиотерапевтите исто ми се јавија, наредниот викенд имат и тие конференција, ме поканија да бидам гостин таму, за да имаме соработка, затоа што сите ги препознаваат квалитетите на тоа што го нуди НТЦ програмата и неговите совети за работа со деца од најмала возраст, од 0, па да кажеме тој најинтензивен раст и развој кој што е кај децата до 10 години,
Тоа си останува и понатаму како еден систем на размислување, на функционирање на децата, меѓутоа во тој период се создаваат тие основи, затоа и го викаме основно образование, нели? Каде што се стекнува, се формираат во мозокот тие синапси, логички поврзувања, следства, асоцијации, фината моторика, грубата моторика, когнитивните способности, значи се што е најпотребно за тој интензивен детски раст и развој. Да. Вие сте наставник по математика, професор по математика во основно училиште, така нели? Што мислите, кога е најдобрата возраст, односно во која возраст детето најмногу логички почнува да резонира, да размислува и каде најмногу можеме да постигнеме доколку се посветиме на детето? Да, јас сум наставник, професор по математика. Во врска со логичкото размислување, кај децата мора тоа да се формира од најрана возраст. Ние не можеме да кажеме како се некој има мислење дека остави ги децата, пример, до 6 години, па потоа ќе одат во школа, ќе учат тогаш. Значи не, од најмала возраст треба кај децата да се формира логичкото размислување, логичкото поврзување, да тие бидат секојдневно вклучени во нашиот секојдневен живот, во тоа што ни се случува. А паралелно со тоа, значи, оди и едукацијата. Јас, иако сум професор по математика, секогаш во септември, кога ќе започнам со школската година, прво ги прашувам децата колку книги прочитавте овој летен распуст, затоа што дете што чита, знае да учи. Да го развива мозокот. Тука е основата на се. Значи, ние мораме да читаме за да нашиот мозок знае на кој начин да ги прима, да ги селектира тие информации, а математиката тука е веќе дополнително доаѓа после читањето, за да децата можат логички да размислуваат, да ги поврзуваат работите, да, мислам, од најмала возраст. Јас сум и мајка на 2 сина, кои што се сега веќе 9-то и 7-то одделение, и како да кажем, прв пат кога го посетував овој семинар пред 10 години беше, на доктор Ранко Рајовиќ, тој тука во Скопје исто, јас бев воодушевена од тоа што го слушнав, ги купив неговите книги, игрите кои што ги имаше, советите, секојдневно ги следев прво дома и во рамки на наставата во програмата по математика, колку што можам да ги инволвирам. Резултатите се секогаш феноменални. Да. Дали кај децата ме интересира, вие како математичар, секогаш 2 и 2 се 4? Да, во математиката секогаш 2 и 2 се 4, меѓутоа кај децата, ние, кај јас како наставник, кој што предава математика, секогаш треба да се следи таа една друга психичка состојба, ментален развој, склоп на нештата, околности. Ете така, околности, затоа што ние имаме, например, во 6-то одделение математика секој ден. Јас секој ден ги гледам тие деца. И точно знам денес зошто тоа дете за него 2 и 2 не се 4, а вчера биле или утре ќе бидат. Како и сите ние што сме... Секоја чест. Секоја чест. Јас би сакала акцент да ставиме малку повеќе на овој наш денешен разговор на сите оние кои што би сакале и би требале да бидат присутни, бидејќи имаме точно толку време, една седмица имаме, наредниот викенд ќе се случи овој убав семинар, каде што имаме ретка и исклучителна можност на овој семинар да присуствува големата звезда, би ја нарекла во оваа област, доктор Ранко Рајовиќ, кој што во неговите интервјуа јас од моментот кога се договаравме до денеска имав задоволство и привилегија малку да истражувам за него и да се фасцинирам од сето она кое што тој вистински го прави и со огромна љубов и посветеност се навлезен во ова. И ми падна во очи трите грешки на кои што ние како родители најчесто претеруваме, односно најчесто грешиме во воспитувањето на нашите деца. Првата грешка која што ние како родители ја правиме е презаштитеноста. Премногу сакаме да ги заштитиме нашите деца. Втората грешка е во тоа што често пати во воспитувањето имаме недостиг од движења
на детето, значи недостиг од физички активности, недостиг од контакт кон природата се мисли и се останато, го пазиме да не падне, да не се сопне, да не нешто направи, а тоа и мора и да го доживее некогаш. И третата е од претерано користење на новите технологии. Да, тука сакајки на детето да му ги исполниме сите желби, сакајки да биде задоволено и среќно, ние навистина го вовлекуваме во една друга неубава навика која што од после која нема назад враќање. Колку тоа во пракса е присутно како наставник во училница, како се справувате со овој проблем? Проблемите на новото општество што си ги носат технологиите и се останато, ние секојдневно ги гледаме, мислам, и во училница, и во автобус, и на улица, децата веќе тоа логопедите знаат да го кажат, сега ние се справуваме со екранизам. Затоа што тој екран го има на телефон, на таблет, компјутер, телевизор, значи од најмала форма до најголема, се со цел да се привлечи вниманието на децата со брзи слики, инстант информации, бои, звуци, а за сметка на тоа го имаме, за жал, тој момент на закржлавување на мозокот. Затоа што кога таму децата ги гледаат информациите, тие немаат потреба да размислуваат и логички да поврзуваат и секогаш ако нешто не е баш како што ми се допаѓа нив, веднаш можат да преминат на нешто следно. Сонја, на кој телефон, на кој број и на кој линк можат да се пријават сите заинтересирани педагози, логопеди, соработници, асистенти, наставници, родители за да присуствуваат на овој семинар? Така, јас за семинарот сакам да кажам дека се добре дојдени пред се сите родители. Целта е да добиеме малку повисок степен на свесно родителство во моменталното општество, да им помогнеме на децата во периодот кога тоа им е најпотребно, затоа што децата можат да работат со наставник, со педагог, со логопед, тоа да биде 1 сат во ден, 2 сати. Најмногу време во таа возраст децата поминуваат со родителите. Така да секој родител кој што сака и може да се пријави на овој семинар е добре дојден, а се разбира нели и сите воспитувачи од градинки, негувателки, учители, стручни соработници кои што ја работат проблематиката, со тоа што голем дел од овие што ги кажав, што ги наброи стручните соработници, веќе го знаат докторот. И кога ми се јавуваат да прашаат нели за семинарот, викаат леле секоја чест колегата што доаѓа. Да. Го препознаваат веднаш неговиот квалитет. Не случајно реков дека е звезда. Така, да. Значи на кој број се јавуваат? Телефонскиот број на кој што може сите да ја добијат информацијата е 076 260 750. Ние во моментов имаме на Facebook активна страна НТЦ Скопје. Таму ни е истакнати линкот за пријавување. Се разбира, може да го ставиме бројот во студио, па секој кој што е заинтересиран да се јави, доколку не му е пристапен Facebook или имаме и страна НТЦ, но сега чекаме да дојде тимот, па да ја одобри официјално да можеме да ја пуштиме во... Значи ќе си побарате линк НТЦ Скопје и ќе најдете можност да се информирате за се останато. Сонја, многу благодарам што ова утро дадовме една ваква убава вест, сепак има убави вести покрај множеството на неубави настани кои што ни го карактеризираат нашето секојдневие. Среќен почеток посакувам на овој Никола Тесла центар во нашава земја. А сега е време да ја вклучиме нашата бела на линк, која што пак има малку извиднички муабети од рано наутро, да видиме што таа ќе ни сподели заедно со нејзините соговорници. Бела, добро утро. Добро утро, драга Суза, драго ми е што те слушам, се надевам дека сте ми добро, дека убаво тече утринската програма. Ќе ги поздравам и колегите кои што се дел од утринскиот тим. Со прекрасно друштво сум ова утро. Сузе, рано наутро ми започнува во прекрасна енергија денот. Ќе зборуваме за извидниците, односно ќе ги повикаме сите оние родители, баби, дедовци кои што не гледаат во моментот, доколку се двоумат, колебаат, доколку размислуваат нивното дете или внуче дали да стане извидник. Овој пат во
продолжение во следните минути на Алфа ќе ги убедиме дека тоа е вистинскиот чекор кој што треба да го направат. Впрочем и колегата Целе зад камерата бил извидник и кажува дека е многу горд на себе за тоа. Впрочем станува збор за нова регрутација на извидничкиот поречански одред Галеб, најстариот извиднички поречански клуб одред во државата од 1955 година. Утре повикуваат на регрутација на извидници, што всушност значи тоа зборуваме во продолжение со Ина Михајловска, која што е водач во овој одред, уште едно друштво имам прекрасно, а тоа е малата Ана, која што ќе ни раскаже што значи за неа да биде извидник. Ина, благодарам што сте заедно со нас. Добро утро и на вас, благодарам што не поканивте. Ќе го заштитиме времето да зборуваме што значи да се биде извидник, затоа што многу пати сме зборувале за тоа, колку всушност тоа има големо влијание за развојот на едно дете. Вие повикувате, имате нова регрутација. Дали тоа значи дека за да се биде извидник, со оглед на тоа што станува збор за многу предизвици, многу авантури, многу изненадувања, комплетно менување на начинот на живот на еден човек, дали тоа значи дека може да се регрутираат само луѓе кои што имаат авантуристички дух, или? Апсолутно не. Значи може било кој, баш напротив, родителите многу сакаат децата да ги запишат кај нас на извидници, оние што се поповлечени, оние кои што не се баш толку авантуристички за да искусат нешто ново, да излезат да речеме таа комфорт зона. И верувајте, од искуство не погрешиле, децата се многу поопуштени, многу по, како ја кажам, сигурни, го откриват духот во нив што не го познавале претходно и така баш убаво искуство за сите. Утре ја вршите регрутацијата, кога, каде точно ќе се случува и што всушност значи регрутација, како отприлика изгледа? Така, значи утре на 23 септември во сабота пред нашата одредска просторија. Одредската просторија ни се наоѓа во општина Аеродром, Карши хотел Хилтон на паркингот, има една барака, таму сме ние. Во главно регрутација ни е прв настан за една учебна година, така да речем, на која што ги правиме, да речем, активностите, односно игри, предизвици, се она што правиме на извидници, да им го покажеме на потенцијалните нови членови кои што сакаат да станат извидници, секако тука се и членовите кои што од претходните години се извидници, да ги да ги вовлечат и новите, да осетат енергијата сите заедно и така доста интересно, доста позитивно, прекрасно. На годишно ниво значи е дека ги правите регрутациите, така? Точно така, на годишно ниво секогаш ги правиме на почеток, како што кажав, на учебна година во септември, за да можат како што почнуваат на училиште да почнат со извидници. И така, само нека дојдат. Каков е интересот низ годините? Дали се зголемува интересот кај новите генерации или пак? Да, се зголемува, но исто така имаме онака родители кои што порано биле извидници, кои што баш поради тоа сакаат да ги зачленат нивните деца, бидејќи ете и они тоа го искусиле, некогаш сакаат и нивните деца да видат што значи да си биде извидник, што значи да си има една поинаква авантура. Така доста интересно. Сакам во продолжение да ја запознаеме Ана. Не ми бега Ина, имам уште неколку прашања за тебе. Ана Манойловска, 11 годишно девојче, колку време си извидник? Јас сум извидник 3 години со одредот и по Галеб. Што за тебе значи ова искуство? Што научи за овие 3 години? За овие 3 години научив да се дружам, научив да ги почитувам поголемите, научив и основните работи за во природа да се снаоѓаш кога си на кампове. Беше дел и од извидничката смотра. Извидничката смотра, за оние кои што не знаат, ќе потсетиме, станува збор за најважниот и најголемиот настан на извидниците. Оваа година се одржуваше 13-та извидничка смотра во Крушево. Ти беше дел од оваа смотра. Што значи? Што правевте таму? Таму имавме активности со другите држави, се запознававме, се најдовме другари, секоја вечер се собиравме во кругчиња и се изборавме, се дружевме и така, интересно ни беше. Тоа значи дека запозна пријателства и од надвор од државата? Да, најдов и другари од надвор од државата и си најдовме нови другари што беа повикани како другар на кампот. И тие, предпоставувам, ги споделуваат искуствата со вас, што значи извидник да се биде во друга држава? Кажуваат? Да, така си се дружевме со сите, игравме заеднички игри. Ние највеќе се дружевме со Италија и имавме цело време активности заедно. Што значи активности? Што правев? Тебе раскажи ни некоја од активностите. Па имавме како
требаше со бусол да најдеме патот низ полјана и треба да отидеме на обележаното место. Таму водач ни кажуваше дали сме точни или не точни и така си го една активност со тие 10 дена. Тоа се некои интелигентни игри кои што те прават попаметен. Се чувствуваш ли попаметна откако си извидник? Да. Ги инспирираш ли твоите другарчиња во училиште, може би твои братучеди, другарчиња од мало да станат извидници? Па јас им раскажувам, ама они некако не икјат, немаат време, имаат активности други во сабота и Секој различно си ги гледа работите. Ти пред да се вклучиме пред камерите спомена дека рече си и никогаш да не си отсуствувала кога се работи за тие ваши средби во извидничкиот одред, така? Никогаш не отсуствуваш? Па 3 пати у 3 години. 3 пати во 3 години само. И тоа оправдано, така? Да. Благодарам Ана што одвои време, благодарам што беше утринава со нас и што сподели. Верувам дека многумина кои што не гледаат во моментот ги инспирираше. И на извидничкиот поречански одред Галеб е споменав најстариот поречански одред. Може ли да појасниме што всушност значи поречански одред? Така, поречански одред значи дека активностите што ги правиме, дел од активностите што ги правиме по река, односно значи дека се движиме по река. Имаме одење со чамци по река и така натаму. На пример, кај нас во државата постојат и езерски одреди, тоа значи дека сите нивни дел од активностите, нормално не сите ги прават по езеро. Во светот постојат морски одреди, нормално каде што има море и така. Доста интересно, доста во различна држава различно ги представуваат одредите. Што е разликата? Пошто се разликува вашиот одред покрај ова? Што е разликата од еден до друг одред? Покрај името и покрај активностите, дали има поинакви карактерни особини? Зошто треба токму да станат членови на Галеб? Пошто вие се издвојувате од останатите? Искрено ќе кажам, скромно ќе кажам, нема некои многу големи разлики, но меѓутоа кај нас ние многу ставаме акцент на дружбата, на тоа децата да се социализираат, да се чувствуваат прифатено, да се чувствуваат некаде каде што припаѓаат, така да Тоа имам уште кратко време, ми јавуваат од режија, сакам да искористам приликава, имате многу амблеми на вас. Накусо може ли да ни раскажеш и на што всушност значат амблемите? Така, конкретно, секој амблем има свое значење. На овој ракав, ова ни е амблемот од Сојузот и под него ни се амблемите на кои што сме учествувале од сојузно ниво, пример смотри некои други активности, а додека на оваа страна ми е амблемот од мојот одред, тука исто пишува од кој град се извидниците и ги имам амблемите на кои што сум учествувала на активности од мојот одред. Тука ова е местото каде што ни стојат амблемите за вештарства. Вештарства се, како да речам, буквално вештарства каде што децата треба да направат нешто за да го освојат вештарството и ова има знак дека го освоиле тоа вештарство и тука си ги шијат и им ја красат марамата. Одлично, навистина звучи многу интересно да се биде извидник. Ќе потсетиме, овде сме за да ги повикаме сите кои што сакаат да бидат извидници утре, со почеток во 10 часот, во вашата барака во населба Аеродром. Сите родители, баби, дедовци, за рака со внучињата и нека станат извидници. Ви благодарам, девојки, вака ќе ве поздравам. Впрочем, требаше вака да ве поздравам. Тоа беше извидничкиот, еве на самиот крај ќе се поздравиме со извидничкиот поздрав. Поздрав, Суза, јас верувам дека ги инспириравме оние кои што се покрај малите екрани за да го зголемиме бројот на извидници во Македонија, затоа што навистина звучи интересно, нели? Како беше, вака беше извиднички поздрав и од овде во студиото. Прекрасно, секоја чест за младите извидници, за сите оние кои што ќе влезат во ова извидничка приказна. Многу среќа посакувам и многу убави моменти. Бела ти благодарам од срце за овие убави разговори и за ова подсетување на едно убаво детство, на едно убаво време кое сите го имавме во минатото, но да се надеваме дека нема овие
убави вредности да заминат во историјата. А сега е време за нешто што знам дека вие многу ќе се радувате и со големо задоволство ќе го следите. Колегата Драган Милосавлевич има гостинка во нашето студио утринско ова утро и ќе ми биде мило што следните минути ќе бидат посветени, Драган, токму на нешто многу актуелно и многу важно за нашите гледачи. Ја знам дека со големо задоволство и со нетрпение ве очекуваат. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Сузана, ти благодарам на убавата најава. Јас само да кажам дека не ги сакам овие утра. Јас сум човек што сакам малку да си поспиеме ги тоа со оглед. Не си единствен, не си само ти. Но со оглед на убавото друштво во студиото, можам да кажам дека вреди да се стане наутро. Ти благодарам. Денеска ќе рече вечерва, навика од Заспи, ако можеш. Утринава моја гостинка е портпаролката на ВМРО ДПМН Марија Митева. Добро утро и на вас. Добро утро, благодарам на поканата. Ќе мораме да директно да преминеме на сериозни теми, за жал би рекол, но таква е околноста, такви се состојбите во државата, почитувани гледачи. Синоќа, доцна синоќа, ВМРО ДПМН одржа седница на Централниот комитет. Прилично е јасно околу што се разговарало на Централниот комитет, меѓутоа сепак еве од прва рака и практично, бидејќи имаше само едно соопштение доцна синоќа, еве од прва рака да чуеме од вас што точно беше разговарано и имаше ли некои заклучоци конкретни таму? Драган, стануваше збор за редовна седница на Централниот комитет на ВМРО ДПМН после седница на извршниот комитет кој што се случи исто неделава, да се разговараше за актуелната политичко-економска состојба во Македонија. Дополнително ВМРО ДПМН и Централниот комитет ги реафирмираа ставовите кои што како политичка партија изминатите денови ги презентиравме пред јавноста, а кои што се однесуваат на осуетување на планот кој што го има власта во моментов, а тоа е ОСК-та ДУИ, СДСМ и за жал поранешни функционери од опозицијата кои што им се ставиле на располагање на власта, а се со цел да се внесе раздор во македонскиот народ, во опозицијата и да се обида да се направи промена на ставот на ВМРО ДПМН, односно на пратеничката група на ВМРО ДПМН за неизгласување на уставните измени под бугарски диктат. Дополнително морам да потенцирам дека Централниот комитет даде максимална поддршка на сите 44 пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, кои што остануваат на ставот дека бугарски промени, односно промени на уставот под бугарски диктат нема да се случат. Она што беше дополнително интересно е што паднаа во вода тезите на Социјалдемократскиот сојуз кои што изминатата година континуирано ги пласираа во јавноста, дека практично со ВМРО ДПМН раководи некој друг и тоа ако направите една анализа во нивните соопштенија ќе видите дека можеби во 80% и од утринските соопштенија, но и од пресконференциите беше една теза која што континуирано ја пласираа, така што денес можеме да ги видиме различностите за тоа како и во која насока раководството на ВМРО ДПМН планира да раководи и со партијата, но и со Македонија во иднина. Доста име на граѓаните од Македонија од порази, доста име од правење на потези кои што одат на штета на македонскиот народ и од прифаќање на некои услови кои што не се добри за македонските национални интереси. Јасно. Морам да признаам, помалку е шизофрена состојбата во која што се најде власта. Јас го користам овој термин кога навистина сметам дека го заслужува просторот и времето. Токму така, значи долго време се зборуваше дека контролата ја има одредена личност конкретно, ако сме реални од кој што се наоѓа моментот на колку 100 километри одовде од прилика. И сега, заистина таа личност која што претходно беше зацрнувана од нивна страна со години како еден вид на најголем грешник веројатно во историјата на Македонија, одеднашка гледаме цела плејада на следбеници и поддржувачи на власта кои што ја бранат истата таа личност, кои што ја даваат поддршка во смисол ајде врати си ја партијата, ајде преземи ја и врати ја на вистинскиот пат. Ова е апсурдно само по себе. Апсурдно е од причина што ВМРО ДПМН е секогаш и во минатото, но и денес зборувајќи ја вистината, покажува дека пред јавноста ги осуетува плановите кои што ги имаат овие челници од власта, кои за жал имаат една единствена цел, а тоа е
уставните измени. Доколку зборуваме за актуелната политичка и економска состојба, можеме да констатираме и сигурна сум дека и гледачите ќе се согласат дека апсолутно никакви промени ниту се направени, ниту очекуваме да се направат, напротив, направени се навистина погрешни политики. Единствената сламка за спас им се уставните измени. Сакам овде да зборувам и за една теза која што тие се пласираат да ја протнат во јавноста, тоа е раздорот кој што наводно се случува во ВМРО-ДПМН, но не така далеку е 18 август, кога пратениците на ВМРО-ДПМН, сите буквално од прв до последен, сите 44 пратеници гласаа против промена на уставот. Така што можеби е добро СДСМ и ДУИ да погледнат малку внатре во своите политички редови, што се случува, и зошто двајца пратеници од Социјалдемократскиот сојуз не гласаа на таа седница и тројца од ДУИ. Така што целиот овој Валкан договор, кој што го има, ќе кажам повторно, оската ДУИ, СДСМ и за жал поранешни функционери од опозицијата кои што се ставиле на располагање за причини кои што само ним им се познати, е осуетен и нема да се случи. ВМРО-ДПМН е кохезивно, ВМРО-ДПМН помина 5,5 години во навистина исклучително тешка состојба, но издржа многу предизвици, ќе го издржи и ова се со цел македонскиот народ да се почувствува горд и да се врати надежта дека политичката партија ВМРО-ДПМН е на страна на народот, извира од народот и останува со народот. Реформите во ВМРО-ДПМН се повеќе од видливи, навистина се работи за партија која што сосема поинаку функционира. Би рекол, според мене во правилна насока, меѓутоа се инсистира на оние 44 пратеници. Тие покажуваат дека стојат на она што го рекле, навистина каков притисок трпат, тие самите си знаат. Ние постојано разговараме со пратеници, некои од нив очекуваат и непристојни предлози и така натаму, меѓутоа се држат одлично. Прашањето е, иако вие веќе го антиципиравте на некој начин, освен пратениците, дали е возможно да дојде до некаков раздор во рамки на самото членство? Зборуваме на обичните граѓани кои што можеби, обичните членови, сакам да кажам, на партијата, кои можеби не се на чисто што точно се случува, дали во оние функционерски врвови каде што потешко се доаѓа објективно. Имаат соопштенија, се разбира, меѓутоа секогаш постои она, особено што на Facebook и на социјалните мрежи се натрупуваат полувистини, невистини, чисти кои што наметнуваат одредени наративи, колку обичните членови на ВМРО-ДПМН имаат во себе цврстина, убеденост дека партијата навистина е стабилна и како што треба, и дали постои кај нив некаков страв, нелагодност дека може да се случи нешто? Драган, би кажала дефинитивно не. Зошто? Ќе објаснам. Од причина што како раководство, како политичка партија, единствениот начин на кој што ВМРО-ДПМН е функционирал е со праведно, честно и континуирано информирање на членството, но и на граѓаните на Македонија за тоа што навистина се случува. Не би кажала дека членовите, симпатизерите, активистите на ВМРО-ДПМН би биле во недоумица во овој момент, затоа што напротив како раководство сме постојано со нив, постојано ги пласираме тезите, постојано зборуваме за тоа како планираме Македонија да се промени, за тоа што е погрешно, а што правилно, и ценам дека не би имале дилема во однос на она што во моментот се случува, затоа што се чувствува единството кое што владее и во ВМРО-ДПМН, но се чувствува и она што македонскиот народ како инпут во овој момент, гледајќи ја ситуацијата, го презентира и што нас како политичари, граѓаните ни велат во оваа состојба. Ги споменавте пратениците кои што имаат притисоци, кои што издржуваат на притисоците, и тоа е доволен показател зошто е тоа така. Затоа што и членството и ВМРО-ДПМН како политичка партија, но најважно се народот стои позади нив, затоа што тоа се пратеници на народот, избрани од народот и работат исклучиво за интересите на народот. Така што единството и кохезивноста е нешто што во овој момент е исклучително важно. Вакви ситуации покажале дека на ВМРО-ДПМН му даваат само гориво на моторот. Да. 80% од граѓаните, ова е некое мерење кое што веќе е прифатено од сите, дури и од власта, 80% се против уставните измени, меѓутоа власта инсистира. Јас вакво нешто навистина не се сеќавам, ваква упорност во одење спроти
желбата на огромното мнозинство од граѓаните. Јас искрено не сум видел за сите овие години, се инсистира по секоја цена и она што мене ми е најнесватливо во целата работа, се прикажува дека уставните измени кои што би требало на ваков начин под бугарски диктат да се случат се единствениот спас за Македонија. Значи, ако не знам во ноември не се случат уставни измени, Македонија ќе изгори, ќе пропадне, нема да дишеме веќе. Отприлика тоа се набитно како наратив и тоа треба да ги замени, претпоставувам, сите други политики кои што до сега се покажаа неуспешни. Тоа што немаме, не знам, книги во учебници во училиштата, тоа што нема лекови за болните, тоа што доцнат пензиите, па нашите постари сограѓани мораат да штрајкуваат, сето тоа се покрива со уставни измени кои што ќе го решат целиот проблем. Не се покриваат само политиките кои што недостасуваат, целта на власта е да се покрие криминалот и корупцијата кои што владае буквално во секоја сфера од нашето општествено живење, затоа што ценат дека со поминување на еден бугарски диктат и со промена на уставот, тие ќе се заштитат од понатамошна одговорност која што неминовно за неколку месеци од денес ќе ја имаат. Токму затоа се спремни на вакви, повторно ќе кажам, валкани договори помеѓу ОСК-та ДУИ, СДСМ и поранешни функционери од политичката партија ВМРО-ДПМН, за жал и господинот Груевски, кои што се ставаат на располагање, се со цел да се обезбедат оние фамозни 8, најмалку 8, 9 пратеници кои што на нив би им би им ја завршила работата која што ја ветуваат во јавноста, затоа што сега па ако направиме една мала ретроспектива и на нивните тези, ќе се потсетиме дека пред не така далечно време велеа дека имаат пратеници, дека имаат луѓе кои што ќе се согласат за гласање и промена на уставот, меѓутоа се лицитира со бројки. Точно, меѓутоа по 18 август состојбата стана јасна и на нив, но и на најважно на народот, така што сега се спремни да направат се, само за да дојдат до тоа, но таквата нивна постапка кај нас вродува уште посилна желба да истраеме на ставот кој што цениме и ние, но и она што ти го спомена, 80% од граѓаните на Македонија се против промена на уставот под бугарски диктат. Но ве плаши ли она се? Подготвени се на се? Бидејќи кога една структура ја има објективно власта и сите форми на власт, на моќ што има во себе, а е подготвена на се, и тоа често пати го повторува и лидерот на ВМРО-ДПМН и други од високите ешелони на ВМРО-ДПМН, во тоа се очигледно влегуваат и вакви игри, меѓутоа ве плаши ли дека во тој настап на оче би можело да се преземат и уште порадикални чекори? Било кои чекори кои што се спремни да ги превземат, ќе им се вратат како бумеранг, кон причина што она што нас ни ја дава силата, она што од каде што ВМРО-ДПМН ја црпи силата е народот. Посебно нешто од народот не постои. Така што без разлика на нивните обиди, без разлика на границите кои што се спремни да ги поминат во притисоците и во начините на кои што сакаат да ги превземат, ВМРО-ДПМН нема да отстапи од она што го има како став и тоа го покажа во минатото. Затоа што ние не зборуваме за некое далечно минато, зборуваме за минато кое што навистина е во свежа меморија се уште на секој еден од нас, тоа се само 5 години од така наречените демократски принципи кои што тогаш власта на СДСМ и ДУИ се и ги примени, така што сите сме свесни за начините кои што тие се спремни да ги превземат, но ценам дека сега е друго време и не се спремни за отпорот кој што ќе го добијат во овој случај. Па мислам дека тоа повеќе од јасно. Морам да признам, доаѓа странски емисари, министри, советници и така натаму да го обидуваат ВМРО-ДПМН. Се користат вакви методи за жал кои што учествуваат и луѓе кои што по ниедна основа не би требало да учествуваат, се вршат притисоци и непристойни предлози и така натаму. И сето тоа на некој многу интересен начин само ја затврднува позицијата на ВМРО-ДПМН, можеби неочекувано пред 5 години им успе еден ваков процес, притисоци од сите страни, дадоа со плот кон неколку пратеници, сега е обратен случај и ми се чини дека во вакви околности ВМРО-ДПМН би извршило и, ако сте себични,
политичко самоубиство ако попушти? Знаете како, ВМРО-ДПМН секогаш е отворено за аргументирана дискусија со буквално сите оние кои што сметаат дека е потребна истата, и сме го докажале тоа во минатото, дека сме отворени како политичка партија да ги слушнеме различните размислувања, но секако сме уште поубедени дека во таа комуникација е потребно да ги кажеме нашите ставови, но секогаш тоа да биде аргументирано и подкрепено врз база на податоци и основи кои што ние ги црпиме како информации. Така што не верувам дека притисокот кој што го споменавте би бил поголем или помал. Тоа е нешто кое што во овој момент се става како приоритет на листата. Ние денеска не зборуваме за криминалот и корупцијата кој што власта го прави, не зборуваме за недостатокот на политики кои што пред малку ги набројавте, зборуваме за нешто кое што буквално некој сака да го наметне да се случи во Македонија. Но ВМРО-ДПМН има стратегија како, зборуваме за сите реални проблеми, зборуваме за криминалот и корупцијата, зборуваме за тоа што се случува во државата, тие се засегнати од тоа и ова е резултатот кој што го гледаме, а тоа е една политичка стратегија која што ќе ги однесе во навистина огромен пораз. Уште едно прашање само за крај. Реформи нема, иако се најавуваат постојано, грешки се прават на секој чекор, афери излегуваат, да не претерам, ама во неделата 2 до 3 пати, и се согласувам дека оваа приказна конкретно, која што овие 2-3 дена се слуша во Македонија, е практично покритие за 1 до 2 афери кои што веројатно веќе подбрановите се појавуваат. Меѓутоа прашање на време, ова е веќе емпириски докажано, прашање на време кога повторно ќе излезе нова афера на овој или на оној начин, која што уште еднаш ќе им покаже на граѓаните отприлика каде води Македонија со оваа власт. Драган, несумнено е дека ВМРО-ДПМН е најголемиот и би рекла најглавниот партнер во идната влада и нема да помине неказниво се она што досега го направиле, затоа што сметаме дека конечно е дојдено времето во Македонија на вистина да се применуваат законите, да завладее правда и да нема селективна правда како што тоа се случува во моментот. Време е да се почувствуваме дека имаме владење на правото, затоа што тоа е еден од главните постулати на Европската унија, а нашата цел е да ја видиме Македонија во Европска унија по патот по кој што сите останати членки станале дел од таа унија, затоа што определбата е јасна, но патот по кој што треба да се движи Македонија е само поразличен од овој кој што го има власт. Патот на ВМРО-ДПМН е достоинствен. Така. Морам да признавам, веќе ни помина времето. Марија Митева, благодарам за учеството во Добро утро секое утро. Сузе, ти благодарам и тебе на отстапеното време. За мене е ова многу некако многу брзо. Јас сум навикнат на подолги разговори, но верувам дека им овозможивме на гледачите барем еден пристоен преглед на работите. Предлагам, ако беше кратко, да дојдете со нас од 6:25, ке имаме доволно време до 9:25 да се изнакажеме. Марија, Драган, ви благодарам многу, верувам дека нашата публика многу добро ве разбра и ви благодарам што денеска разјаснивме многу дезинформации и шпекулации и состојби на кои што народот нема да падне на овие провокации. Народот многу добро знае каков е животот, односно не животот изминативе 5 години и дека правилно ќе одлучи на следните избори. Ве поздравувам, ви благодарам што бевте со нас сите овие 3 часа и верувам дека со нас ќе бидете и понатаму и ќе останете на оваа фреквенција. Следуваат вестите во 9:30. Довидување.